Редовен термин за дневникот на К1 телевизија, политика, економија, земјоделие. И во овој информативен блог ви ги пренесуваме најактуелните настани и случувања од Вардарскот и Квешкиот регион Македонија, светот и спортот. Почнуваме веднаш по најавите. Јас сум Катерина Нацева. Останете со нас. Изборен молк, денеска гласаат болните, затворениците и раселените лица. Зголемен е интересот кај земјоделците за средства од европските ИПАРД фондови. Според директорот на градската библиотека Игор Крајчев, библиотекарството се поинтересно за младите. Министерството за внатрешни работи излезе со збирна анализа за вкупниот криминал по области во периодот од 2010 до 2016 година во Република Македонија, изготвено од Оделот за криминалистичко разузнавање. Валентина Михаловска работеше на оваа тема. Министерството за внатрешни работи објави збирна анализа за вкупниот криминал по области во периодот 2010-2016 година во Република Македонија, изготвен од Одделот за криминалистичко разузнавање. Според објавената анализа, состојбата со вкупен криминал на подрачјето на секторот за внатрешни работи Велес во 2010 година биле забележени 1323. Во 2011 година таа бројка била 1501, 1260 биле регистрирани во 2012-та, во 2013-та имало 1115, во 2014-та 1095, во 2015-та 1149, додека минатата година 1206. Според анализата, кривични дела тешка кражба во 2010 година се 517, во 2011-та 575, во 2012 година оваа бројка била 441, во 2013 298, 300 тешки кражби имало во 2014, една година подоцна оваа бројка била 366, додека минатата година 385. Во однос на состојбата во организираниот криминал на подрачјето на СВР Велес во 2010 година регистрирани се 25 случаи, 7 во 2011-та, во 2012-та 8, во 2013-та 13, во 2014 година оваа бројка се зголемила на 31, додека во 2015-та на 59. Минатата година имало регистрирано 40 случаи на организиран криминал. МВР информира дека во СВР Велес во 2010 и 2011 година извршени се по 7 самоубиства, во 2012-та 11, 10 во 2013-та, во 2014 година се 15, во 2015-та 12, а минатата година 13. Обиди за самоубиства во 2010 година имало 7, една година подоцна 23, најмногу имало во 2012-та 50, во 2013 година оваа бројка е 31, 29 имало во 2014-та, исто колку и во 2015-та, додека во 2016 година имало 31 обиди за самоубиство. Во СВР Велес во 2010 година биле регистрирани 2 случаи на кривично дело силување, во 2011-та 4, 3 имало во 2012-та, 6 во 2013-та, најмногу имало во 2014-та 11, во 2015-та 3, а минатата година биле регистрирани 4 случаи. Во однос на состојбите во недозволена трговија со дрога, во 2010 имало 14 случаи, 24 во 2011-та, 32 биле регистрирани 2012 година. Во 2013 имало 20, 22 биле во 2014, 18 во 2015 и минатата година имало 29. Во врска со недозволената трговија со оружје во 2010 имало 9 случаи, во 2011 5, 7 во 2012, само 3 во 2013, 6 случаи во 2014,
Во 2015 имало 8 случаи, додека минатата година 12, покажува анализата на одделот за криминалистичко разузнавање при Министерството за внатрешни работи. Денеска на ден пред изборите своето право на глас го остварува лицата во казнено-поправните домови и лица кои се во притвор, внатрешно раселени лица, како и немокните и болни кои го побарале тоа од општинските изборни комисии. Наполно ги заврши изборната кампања за вториот круг од локалните избори, што ќе се одржат утре и започна изборниот молк. Денеска ден пред изборите, своето право на глас можат да го остварат лица во казнено-поправните домови и лица кои се во притвор, внатрешно раселени лица, како и немокните и болни кои го побарале тоа од општинските изборни комисии. Ке гласаат 939 лица во 13 казнено-поправни установи, 1435 болни, изнемоштени и лица кои се во куќен притвор, како и 8 гласачи кои се водат како внатрешно раселени. Внатрешно раселените лица гласаат во колективните домови и приватните центри каде што се сместени, болните и немокните лица во нивните домови, а избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор гласаат во местото каде ја издржуваат мерката куќен притвор. Гласањето започнува во 7 часот и трае до 19. Гласањето и денеска и утре на денот на изборите почнува во 7 и ќе трае до 19 часот. Вториот круг од локалните избори ќе се спроведе во 35 општини на 1517 избирачки места, каде право на глас имаат 833.710 граѓани. Во скопските општини Бутелки, Салавода, Газибаба, Сарај, Шуто, Оризари и Чаир право на глас имаат 260.194 граѓани, кои ќе гласаат на 387 избирачки места. Во останатите 29 општини во Македонија, во вториот круг можат да гласаат 573.616 граѓани на 1130 избирачки места. Во вториот круг учествуваат 70 кандидати за градоначалници. Продолжуваме на тема земјоделие. Се поголем е интересот за средствата од европските ИПАРТ фондови. На последниот ИПАРТ оглас од април годинава се доставени скоро 1400 барања, а според платежната агенција се очекува првите договори да бидат склучени во февруари идната година. Се поголем е интересот за средствата од европските ИПАРТ фондови. На последниот ИПАРТ оглас од април годинава се доставени скоро 1400 барања, а според платежната агенција се очекува првите договори да бидат склучени во февруари идната година. Ова се досега најмногу поднесени барања за ИПАРТ програмата, ако се има предвид дека на претходните огласи пристигнуваа во просек по 400. Зголемениот интерес дојде со подобрените услови. Наместо досегашните 50 стапката на кофинансирање за инвестиции во земјоделските стопанства може да се зголеми и до 70% ако се инвестира во неразвиените планински подречја. Од овој оглас, прифатлив сектор за инвестирање се и вложувањата во житните култури и во обновливите извори на енергија, дел за сопствено користење на енергијата, а дел за продажба. На земјоделците и бизнис операторите кои ќе користат средства од оваа програма им стојат на располагање и гарантираниот фонд за покривање на дел од хипотеката за земениот кредит и субвенции за покривање на трошоците за половината од банкарските камати. Барање за добивање дополнителна субвенција од 4800 денари за хектар може да поднесат земјоделците кои произведуваат пченица, јачмен, сончоглед, рж и овес. Рокот за пријавување на субвенции за житните култури кои се предадени во преработувачките капацитети и во мелниците истекува до 31 октомври. Рокот за пријавување на субвенции за житните култури кои се предадени во преработувачките капацитети или во мелниците истекува до 31 октомври. Станува збор за финансиска поддршка која ќе можат да ја користат земјоделците кои имаат површини од 10 до 50 хектари со приноси повисоки од просечните.
Барање за добивање дополнителна субвенција од 4800 денари за хектар можат да поднесат земјоделците кои произведуваат пченица, јачмен, сончоглед, рж и овес. Услов е житото да биде посејано со сертифициран семенски материјал на површина од 10 до 50 хектари и да биде предадено во индустриските преработувачки капацитети. Родот треба да биде поголем од просекот, односно да се ожнеани минимум 4000 килограми пченица од хектар, 3000 килограми јачмен, рж и овес или 1800 килограми по хектар за сончоглед. Барањата се доставуваат по пошта или директно во Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Перспективите на библиотекарството е перманентно следење на современите трендови и нивно инкорпорирање во своето делување, со цел да се оствари што поголем квалитет. Градската библиотека во Велес континуирано работи во насока на приближување на младите до оваа наука. Во таа насока се движи и годишната програма која предвидува најразлични активности заедно со основните училишта, но и детската градинка. Библиотекарството како наука која представува систематизација на книгата и нејзина обработка се почесто пројавува интерес кај младите за нејзино изучување. Откривајќи ја историјата на книгата, на печатарството, пишаниот збор, се трудиме да ја доближиме институцијата до секој ученик, вели Игор Крајчев, директор на Градската библиотека Гоце Делчев Велес. Сметаме дека многу е важно особено за младите да се запознаат со книгата, да се запознаат со библиотеката, со тајните на библиотеката и на тој начин да ги приближиме и поблиску до библиотеката, но и поблиску кон пишаниот збор. Од тие моменти дознаваме дека тие се навистина запрепастени кога ќе видат на каква институција, како се систематизираат книгите и дека имаат навистина едно огромно богатство од книги, од приказни, од пишан збор на нивно располагање. Преку континуираните посети кои ги организираме за нашите ученици, се трудиме од најрана возраст да ги приближиме кон пишаниот збор, а со тоа и да го зголемат фондот на прочитани книги и општите знаења за животот, додава Крајчев. Во текот на целата година организираме најразлични промоции на книги кои што се од детски автори, односно од автори за деца, па и од автори деца. На тој начин се надеваме дека преку интересни имиња кои што се автори на книги за деца и ќе бидат интересни за најмладите, ќе го привлечеме нивното внимание и ќе ги натераме да дојдат во библиотеката. Организираме заедно со училиштата отворени денови на библиотеката, каде што сите училишта ќе можат да дојдат, да видат како работи библиотеката. Тоа се практикува повеќе години назад. Знаеме дека градинката ни е чест гостин во нашата институција, доаѓаат дечињата се многу заинтересирани, неретко и основните училишта доаѓаат. Изложби, посети, надпревари, средби со писатели се дел од годишната програма предвидена за работа на Градската библиотека Гоце Делчев Велес. Крајче вели дека и понатамо акцентот е ставен на најмладата популација со цел продолжување на пишаниот збор и библиотекарската дејност. Сите оделенија за управни работи на МВР ќе работат денеска и утре, со што граѓаните и во овие денови ќе можат да извадат лични карти. Сите барања за издавање лична карта оштетена, изгубена или украдена по законски спроведената постапка ќе се одобруваат итно во сите регионални оделенија за управни работи при Министерството за внатрешни работи. И тоа само доколку поднесителите не поседуваат биометриска патна исправа. Продолжуваме ние со вести од Македонија. Зимското сметање на времето ќе започне утре, ноќта меѓу сабота и недела, со што стрелките на часовникот ќе се поместат за 1 час наназад, односно во 3 часот треба да се вратат на 2. Зимското сметање на времето почнува последниот викенд во октомври и ќе трае до последниот викенд на март. Поместувањето на стрелките во Западна Европа е воведено во почетокот на 1970-тите години, со образложение дека со тоа се продолжува денот, се овозможува заштеда во потрошувачката на електрична енергија, се зголемува продуктивноста, се подобрува приспособувањето на луѓето и работниот ден го прави поефикасен.
Поместувањето на времето во поголемиот дел случаи се извршува ноќта меѓу сабота и недела, за да не предизвика поголеми проблеми за луѓето кои одат на работа. Русија целосно го укина зимското сметање на времето во 2011 година, а Исланд е единствената европска земја која не воведе зимско и летно сметање на времето. Сепак, некои астрономи се против поместувањето на стрелките и вештачкото продолжување на денот, затоа што сметаат дека природата не треба да се мачи, па дури ако се правда со економски пресметки. Над 175.000 лица ги напуштија своите домови во северниот дел на Ирак во последните неколку недели поради судири помеѓу ирачките и курдските сили, изјави портпаролот на генералниот секретар на Обединетите нации Фархан Хак. Луѓето продолжуваат да си заминуваат од провинциите Ербил, Дахук и Ниневија. Многумина биле принудени да ги напуштат домовите откако неодамна се вратија во нив по победата над джихадистите од групата Исламска држава. Агенциите на Обединетите нации за хуманитарна помош ја следат внимателно ситуацијата и се подготвени за евентуално нов бран бегалци поради судирите и во други реони од земјата. Продолжуваме со вести од светот. Централните власти на Шпанија, лоцирани во главниот град Мадрид, донесоа одлука да ја одземат автономијата на каталонската влада и на 21 декември закажаа нови предвремени избори за покраинска влада. Владата, предводена од Рахој, го смета за незаконски неважачки неодамнешниот референдум за независност, кој се одржа и посочи дека никој не може да им ја одземе одлуката на каталонците како да продолжат да живеат во Шпанија, каде и натаму се почитуваат уставот и законите. Министри од централната влада притоа ќе ги превземат сите одговорности и надлежности од каталонската администрација. Сепак, ваквиот чекор може да доведе до судири бидејќи лидерите во Барселона нема така лесно да се откажат од триумфално прогласената независност од Шпанија. Исто така се отповикани или разрешени сите меѓународни представници на Каталонија со одлука на премиерот Рахој. Се чека одговори на власта на Пучдемон како планира да продолжи да функционира Каталонија и како ќе ја прикаже својата независност кога ниту една европска земја не ја прифаќа и признава. Тензиите се уште траат помеѓу САД и Северна Кореја. Американскиот секретар за одбрана Џим Матис со предупредување кон Северна Кореја за масовен воен одговор за каква бил употреба на нуклеарно оружје откако тензиите се зголемија по нуклеарните и ракетните тестови на Пјонгјанг. Немојте да правите грешка. Секој напад врз Соединетите држави или нашите сојузници ќе биде поразен, изјави Матис за време на посетата на Сеул по овогодинешните разговори за одбрана. Според Матис, дипломатијата остана посакуван чекорна акција, но исто така истакна дека дипломатите се наефикасни кога се поддржани од веродостојна воена сила. Патувањето на Матис доаѓа пред прва официјална посета на американскиот председател Доналд Трамп во Јужна Кореја следниот месец, како дел од неговата турнеја низ Азија. Трамп пак веќе се вклучи во војна на зборови и размена на закони со севернокорејскиот лидер Ким Јонг Ун. Председателот на САД предупреди дека Соединетите држави ќе ја уништат Северна Кореја ако е потребно за да се заштитат себе си и незините сојузници против нуклеарните закани на непријателските земји. Четириесет странски државјани се приведени од страна на турската полиција во главниот град Анкара за наводни врски со џихадистичката група Исламска држава. Во средата полицијата соопшти дека поради слични причини уапсила 62 лица во Истанбул, меѓу кои има 58 странци. И во двата случаи не се открива идентитетот на приведените. Според управата за борба против тероризмот, некои од уапсените планирале да извршат напад во Анкара за време на утрешното одбележување на Денот на Републиката. Исламската држава е обвинета за серија напади во Турција во 2015 и 2016 година, во кои загинаа стотици луѓе.
Денеска имаме претежно облачно, студено и ветровито време со повремен локален дожд, особено во западните и југозападните делови. На планините врнежи од снег. Поради намалување на облачноста имаме повремено засилен северен ветер, особено долж по Вардарието и на исток, каде на моменти достигнува и брзина над 70 км на час. Минималната температура се движеше од 5 до 11 степени, а дневната од 8 до 16 степени. Метеоролозите за утрешниот ден најавуваат суво и малку потопло, а кон крајот на денот и во текот на ноќта се очекува значително заладување со засилен ветер и локални врнежи од дожд, а на планините снег. Потоа од вторник времето ќе биде стабилно со ниски утрински температури кои на повеќе места ќе се спуштат под нулата. Метеоинформациите се последни. Јас ви благодарам што и овој пат останавте заедно со нас. Останете понатаму со Кајден. Пријатно.